Граѓаните од урбаните средини имаат пристап до чиста и безбедна вода за пиење. Македонија се наоѓа помеѓу најдобро развиените земји, кога станува збор за пристапот до водоснабдување на граѓаните. Ова се податоците што произлегоа од истражувањето што го реализираше Институтот за јавно здравје, заедно со Светската здравствена организација и Економската комисија на Обединетите нации. Податоците велат се на задоволително ниво. Во урбаните средини имаме поголем пристап до вода, до водоснабдување, значи во домот, за разлика од руралните средини, тоа е секаде во светот, така и кај нас е. Само што некаде во светот се големи тие разлики, кај нас не се толку драстични разликите. Понатака во санитацијата исто така има разлики во урбаната и руралната средина. Тука има поголеми разлики во однос на водоснабдувањето, што е очекувано така и во светски размери. Инаку ние сме една од земјите која пристапот до вода го има постигнато целта што беше милениумска развојна цел до 2015. Ние го имаме фактички на многу високо ниво сме по пристап до водоснабдување. Сепак, жителите од градските средини имаат поголем пристап до вода, велат податоците на истражувањето. Инспекторите за животна средина, представници на центри за јавно здравје, представници на јавни комунални предпријатија и уште многу други, на заедничка работилница во овие 2 дена ќе ги споредуваат своите заклучоци. Треба уште многу да се работи, па затоа ќе предложуваат идеи за подобрување на состојбата. Ова е еден вид на рамка за еднаков пристап до вода и санитација на целото население. Иако земјата не е потписник на протоколот за вода и здравје, ние веќе од минатата година започнавме да работиме на сите цели кои се предвидени. Покрај пристапот до вода, истражувањето го следи и квалитетот на истата. И понатаму се забележува загаденост на водата во руралните средини. Причината за ова е непостојаното хлорирање на водата. Постојано работиме на тоа да се подобри опфатот на селските водоводи, локалните водоводи со континуирана дезинфекција. Така да тоа се подобрува, тука имаат влијани и советите за јавно здравје што се формирани во општините, каде што членуваат и наши колеги од центрите за јавно здравје. И имаме подобрување во тој правец, али се уште имаме проблеми кои треба да се надминат. Тие проблеми се и во тоа, во можноста или желбата да плаќаат самите граѓани во тие села, затоа што во минатото воопшто не плаќа надомест за водата и сега треба да се убедат дека треба за да се едноставно се одржува самата водоводна мрежа. Протоколот има за цел да се заштити здравјето на населението преку подобрување на управувањето со води, а со тоа и намалување на болестите кои се предизвикани од водата.